Почитувани, повод за денешниот прес на Либерално-демократската партија е презентација на одредени решенија на Либерално-демократската партија за подобрување на квалитетот на животна средина, а особено на ова што е сега актуелно за намалување на енормното загадување на воздухот. Квалитетот на здравјето и на животот на човекот во голема мера зависи од квалитетот на животната средина. За Либерално-демократската партија животната средина е врвен приоритет и таа многу пати реагираше на постојаната деградација на животната средина. Загадувањето на амбиентниот воздух е една од најголемите еколошки закани по здравјето на граѓаните. Веќе години назад Скопје, но и другите градови, пред се Битола и Тетово, се едни од најзагаданите градови во Европа. Енормното загадување на воздухот е причина за големата смртност и на предизвикување на сериозни заболувања, при што најзагрозени се ранливите категории, а особено нашата иднина децата. Нивото на суспендирани частички од 10 микрограми и од 2,5 микрометри, односно PM2,5 и PM10, во овие градови е повисоко од дозволеното повеќе од 130 дена во годината. Во одредени периоди дури 10 пати повеќе од пропишаните гранични максимални вредности. Покрај ова и концентрациите на другите субстанции, како што се сулфур диоксид, азотен диоксид, јаглен моноксид, често пати ги надминуваат значително овие утврдени гранични вредности. Состојбата е сериозна и бара утврдување и напреземање на итни мерки и активности, но исто така и на среднорочни, плански и долгорочни стратешки активности. Власта досега не презема ништо и наместо конкретно да делува, таа дава само некакви си препораки. Наместо инвестиции кои ќе придонесат за намалувањето на загадување на воздухот и подобрување на квалитетот на животот на граѓаните, се инвестира и натаму во проекти кои се непродуктивни, како што се, например, панорамското тркало, така наречените барокни фасади, жални врви и низа други скапи проекти. Справувањето со загадувањето на воздухот бара мултисекторски и мултидимензионален пристап, со вклучување на голем број на институции на централно и на локално ниво, кои ќе бидат координирани од владата. Либерално-демократската партија повеќе пати ги изнесува своите програмски решенија за справување со загадување на амбиентниот воздух. Во оваа прилика ќе ги споменеме само некои од нив, кои што треба да се преземат итно. Најпрви, државни инвестиции во производство на енергија од обновливи извори, особено од ветровата и од сончевата енергија, и субвенции за приватни инвестиции за ова сфера. Итна забрана на увоз на стари возила кои се не под Евро 4, туку под Евро 5 стандард и строга контрола на исполнување на еколошките стандарди при увоз на овие возила. Стимулација на користење на електрични возила, хибридни возила и возила на природен газ, како и ослободување од ДДВ и царинските давачки, како и изградба на соодветната инфраструктура која ќе ги обслужува овие возила. Итна изградба на подземни сообраќајници, пред се во градот Скопје. Итно прекинување на неодржива, антиеколошка, нехумана градба и масовно и безмилосно уништување на зеленилото и подигнување на нови зелени површини. Строга контрола на градежни работи и на севкупната механизација која се користи, како и контрола на воздухот околу градежните објекти и постојано миење на околината околу овие објекти и улиците. Се разбира во услови на енормно загадување и забрана на изведување на секакви градежни работи и поминување на тешки товарни возила низ градот. Потоа бесплатен јавен превоз во големите градови во периоди на енормно загадување. Инвестиција на современи уреди за пречистување на воздухот, какви веќе денеска се користат и кои даваат веќе првични многу позитивни ефекти. Перманентно и сериозно следење на исполнување на условите утврдени во издадените А и Б интегрирани еколошки дозволи за сите индустријски погони.
Конечно отпочнување на реализацијата на проектот трамвај во градот Скопје, кој по долгогодишно одговлекување полека се претвара во проект трамвајот наречен Желба. Перманентно следење на состојбите со загадување на воздухот и информирање на јавноста за мерките и активности кои надлежните државни и локални органи ги преземаат, бидејќи Македонија е потписник на Архуската конвенција, која што неминовно наложува јавноста да биде информирана за сите еколошки состојби. Овие мерки ќе се потикнуваат преку основање на целосно независен еколошки фонд во кој ќе се слева еколошките такси. Инаку, ние први го промовиравме овој независен еколошки фонд уште во нашата програма од 2011. ЛДП апелира, мора да се справуваме со загадувањето на воздухот. За нас се работи, за нашите животи се работи. Благодарам. Некои прашања? Океј.